Часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за уште едно инспиративно издание од емисијата од своја страна. Впрочем, како што и мојата денешна гостинка. Клаудија Адеми, фитнес тренер и нутриционист од Шпанија, во телевизија Сонце да ја раскаже незината животна приказна. Велам добре дојде токму за неа. Добре дојде. Добро ве најдов. Како си? Супер. Како е во Шпанија? Врујкина. Врујкина? Врујкина, ама исто со корона, исто као овде. Исто со корона, да, ама поубаво. Поубаво? Да. После ќе те прашам дали е поубаво, која е Клаудија Адеми? Ајде да ги запознаеме нашите гледачи. Кој е Клаудија Адеми? Добро, јас као прво сум особа која помага луѓето да се менјат кроз фитнес, кроз тренинг, кроз исхрана, ама кој викам тренинг, тогаш мисля дека мора ту теретана, дека кој сака наравно може теретана, кој нече. Имаме тука кеј, многу убав кеј, нека иде, нека се прошета малку, нека хода малку и тоа мене ми е доволно. После за советите и после за делот од исхраната, Клаудија Адеми, родена во Германија. Дете на мешан брак, да. Татко албанец, мајка да. македонка. Што имаш по потекло од Македонија? Што имам? Мајка ти е македонка? Мајка ми е македонка. Мислам од Скопје, така? И татко ми исто од Тетово. Така. Ама албанец. Албанец, еде така. Родена во Германија, сега колку време поминуваш таму и како те носи животниот пат во Шпанија, во Мајорка? Па вака, родена сум таму, па идов у школу таму све, наравно, и со 20 години реков, мене ми е досадно овде во Германија, мора малку да променам нешто. И отидов на одмор у Палма и таму останав. Толку? Да. Таму останав, значи го упознав маж ми. Се заљуби? Се заљубев и отидов након 5 години, решив да живеам таму. Прво отидов 5 години, идев до овајгав, идев да видам дали можам, нели? Друг менталитет, друго све. И така да после 5 години одлучев, ајде, идеме, и така да отидов и сега сум таму доста сега години. си таму навикната со своја кариера, со своје семејство. Кажи ми, од каде љубовта, еве конкретно за твојата професија, од кога почнуваш и од каде љубовта кон онаа професија која што навистина менува животи на луѓе? Јас од увек, од дете, знам дека сум сакала многу спорт. Нели? А од 16 година почнав да тренирам. Од 18-та тогаш беше веќе секој ден, секојдневно у фитнес у центар у Германија, и така да почнав со исхрана да се бавам со спорт, со исхрана, здрава исхрана. Ама кога дојдов у Шпанија, кога се омажев, добив после керка ми и бев само да кажеме госпожа, значи само дома, жена и мајка, и тоа ми беше многу досадно, нели? И така да имав волја и желја да нешто да научам, нешто повеќе да биде од мене, нели? Так. И почнав со дипломата да ја правам, мастерот за нутрицион и фитнес. И тоа беше на 2005 година. Керка ми тогаш имаше 4 години. И после така почна започна да се тера приказната. И сега моето прашање, Клаудија, е колку на почеток на луѓето им беше тешко можеби да ти веруваат, да те препознаат дека токму ти си таа која што ќе им го смени животот, која што нели ќе им се најде за да они постигнат нешто. Свекаш, бидејќи има денес еден куп фитнес тренери и нутриционисти, меѓутоа оној вистинскиот за да го избереме, нели, потребно е време, потребно. Да. Види овака, јас почнав у Шпанија, у Мајорка, почнав со тоа. Пред 7 години отвори фирмата, ама од тогаш јас се бавам, нели, ама не професионално. Сакам да кажам дека еве се знаеме, ајде тренирајме, ајде направиме некоја диета, ајде нешто сакам ова, сакам она, малку да ме ослабниш, малку да ме добијам. Тоа да, ама фирмата решив да ја отворам пред 7 години и од тогаш работам као професионал.
trener i profesional nutricionist. Znači, sve, da kažem, i oficijalno, neli, i više... Ти си го споила хобито и работата, јас би рекла на некој начин. Она што Да, така. naravno, to mi беше хоби od 16 godina, nego kога počnav, neli. Ali sakam da kažem, od pred 7 godini, znači toliko se koncentrisав na to i sakav da napravim moj koncept. Ne da bide nutricion jednostaven, da bide Како fitness... сите останати, туку да се разликуваш. Da, това беше Ето тоа така. što ja pred 7 godini го направив. Така, она по која те препознаваат и денес. Da. Соработуваш со многу јавни имења, со многу познати личности. Кажи ми, колку им е лесно да ти веруваат? Да ти се обратат, да побараат совет? Првиот, добро, више, веќе сега се знае, нели? Се знае мојата Така, работа. сега више. Клаудија Демија е бренд. Тогаш, кога почнав, значи за 3 месеца ја средив една, што 25 кила беше ослабната. И кога ја видова нејзе, века, вау, што е ова? Она беше што прави ногти. Така, И кај нејзе, да, што прави козметичарка, моите так. ногти, нели? Так. И сега, она кој, тие сите клиенти што ги имаш она, наравно, секој месец, кој идат кај нејзе на ногти праене, што се дешава? И све послаба и послаба. И сите од нејзе клиентите после доаѓава кај мене, па после има и мајки. Наравно. Маркетинг. После има и мајки, тетки, и другари, другарки, и деца, што им треба помоќ, нели? И така дојдов до Санто Доминго. Нели, у Санто Доминго почнав после одма након 6 месеци, кога отвори фирмата, одма беше у Санто Доминго, значи Клаудија Деми брендот мој, да се каже, нели? И таму направи презентации и таму работив многу со луѓето од таму. После, наравно, цела Шпанија, со телевизии, после фудбал клуб Барселона, Каселефелц ме зема као Светска. нутриционист, као спонзор. И така идеше едно на друго. Ама, не дојдов до Балкан. Значи, немав време за Балкан. Тој дел си го фатила таму твојот. Зашто што, така, да, беше многу, беше од еднаш. Ја не мислев дека тоа толку брзо ќе иде нагоре, нели? Да, меѓутоа квалитетот се И исправил. јас мислев дека само Мајорка ќе работам и тоа е тоа. Мајорка и Мајорка. Наравно, тука кај што имав и моите локали, да кажеме, моите кај имав моите кај доаѓаат клиентите кај мене, значи биро, нели? Так, канцелари. Канцелари и тоа све, ама не може да бидам у таа канцеларија затоа што увек сум била негде на пат. Нели? И викам, што правам јас со канцеларија? Да. Нели? Види, добриот глас ние за заводно вела дека надалеку се слуша. Токму тоа ти се случило. Да. Едноставно беше, ме носише. Така како ме носише патот, така Саме и пат те носи. Да. Така, секако Така со знаење, со квалитет и со успех. Така како што дојдов до самата Балкан кажа. и сега сум седа што сум дошла. Што има на Балкан? Па има све. Има као секаде, нели? Викам ја, например, Шпанија, окей, убаво, преубаво море, се знае, а тука има Охрид, тука има... Менталитетот Охрид не го даваме. Не. Нашиот менталитет е наш менталитет. Јас сум Балканка, тоа се знае, нели? Нема никогаш да бидам Шпањолка. Иако тамо живеам и работам и све тамо сум, значи мојот живот, да кажемо, почнал тамо, нели? Као мајка, као... Ама, ипак, вуче Балкан. Ја кога отвори вратите во Балкан, јас реков сега. Сега сум тамо кај што сакам. Како ја доживуваш Македонија? Имаш ли некој посебна емпатија, посебни чувства развиени за оваа земја? Ја доживуваш ли како своја? Да. О, да. Да? Тоа, нарочито кога доаѓам, например, тука сега на аеродром, нели викам, дојдов дома. Дојдов дома, Да. така? Дојдов дома, се чувствувам тука дома. Ајде малку повеќе за твојата професија, ќе ми кажеш колку е битна физичката активност во целиот оној процес, нели, на губење килограми или на качување килограми, некои бараат и нели покачување на телесна тежина. Што се најчесто се бара од еден фитнес тренер? Овака, јас као прво, ја као Клаудија Демија барам видеокол, затоа што работам онлайн. Така. Нели? И тој видеокол
тука јас сакам да осетам да имаш ти поверење и ти треба да осетиш дали сум ја таја што ти дава тоа поверење. Ако нема тој, например, тоа чувство, тој филинг, не треба да почнеш. Од тоа нема ништо да биде. Значи мора стварно да на прашањата мои да ти одговорам тоа ти што Го бараш. Да, што го бараш, ама тоа да ти дава една сигурност исто, нели? Не само да бубам. Ама и тоа што ти мене ми го прашуваш. Исто така, значи јас и ти даваме и зимаме, нели? Јас од тебе сакам да осетам дека ти имаш стварно волја и желја да се промениш, затоа што ова ќе биде промена. Тука тргнува се, така. Не да мислиш ти сега, сакам да се променам, ама дај ми тоа што сум јал до сега. Извини, не може. И толку, ајде, чао. Нели, не може. Така. После кој вика, ама зашто ја не сум ова? Ама тоа си имал до сега. И не си задоволен. Значи, пушти ме мене 1 месец, да ти кажам како што, 1 месец. Так. Ако не биде ништо, тогаш кажи не вреди или не си за ова Клаудија или што ти ја знам. Ама пушти 1 месец, слушај, добро слушај, пази и памти. И научи се. Не само, ајде да видиме што ќе прави оваа жена сега. Ете, која може би ќе те прекинам суштинскиот проблем со кој што се откажуваат повеќе мината? Не очекува дека е драстична промена со моето. Они стварно мислат дека ќе им давам тоа све што јаде до сега. И тоа не може да биде. Значи ти кога дојдеш кај мене, добро треба ме слушаш првиот видеокол што ќе ти кажам. Претпоставам секој има посебно мени. Да, наравно. Подготвено од тебе. Знаеш што? Сега, исто е што сакаш. Значи, некој сака само енергија. Затоа што е, бубам, 1,60 м, 60 кила. Ти си перфект. Да кажемо сега. Значи, тука само енергија е. Вика, не идам у веце како што треба, немам енергија, увек ми се спие, не знам што ми ја... Посебно мени. Тоа има мени за енергија, нели? Не треба да слабееш и така далje. Некој има што треба да се здебили. Затоа што има или анорексија, или... Кој процес е потежок? Оној со качување килограми или оној со губење на телесна Па ако не слушат едните и другите, све е тешко. Све е тешко, одговорност, значи. Прво и дисциплина. Мора да имаш дисциплина и да имаш, да си одговорен за све и да имаш организација. Значи, те подлажуваат ли помалце? Јадев, не јадев ова? Има доста што покушаваат. Ама јас ги фајкаш. Ги сањам ноќу. Не знам кои се. Тоа е професионална деформација. И после, наравно, сабајлето ќе ги викнам. Викам, шта си ти радио ноќас? Шта си ти радио? Откуд знаеш? Па знам. Ми дојде на сон. Ја ги чувствувам. И они знаат дека ги чувствувам. Вика, ја мислам да си ми ти. Вика, свуда кад... Позади? Не, мисли, него ту сам. Види, кој сака да те слаже, наравно сваки ќе те слаже. Ама, ако сакаш ти стварно да се промениш и знаеш дека таа особа ќе те промени, за тебе е на крајот од денот. Сам се лажеш. Научи го, исто као у школа. Не отидеш у школа да научиш, ако иде некој занат сега. Значи, ми сме сите одрасли људи. Нели? Сега, јас не се чувствувам добро, абе, тука нешто. Дај бе, Викторија, дај бе, кажи ми како можам ова да го скинам и ти ќе ми кажеш. Ама не сега ти кажам, дај бе да го скинам, а идам сега на пица. Да. Например сега, нели? Чекај, ќе ти кажам, немој на пица, иди само на салата, например. И ти се кажа, да бе, сега јадам само салата, а пица како е добра. Да, ама таа пица ти ствара тоа што ти нечеш да бидеш. Тоа што ти не се чувствуваш добро, ни здраво, ни ти задоволно, ти смета. Зашто тоа све да го и години да го чувствува секој ден едно те исто? Зашто? Дај бе мајко да видам како е тоа кој се чувствувам стварно добро. Што е најтешкиот дел кон промената? Може би почетокот? Да. Веќе кога ќе тргне? Првите, да кажеме, 7 дена. Тука морам стварно да бидам со нив конзеквент, затоа што тука свашта се дешава. И жените добива менструација,
Значи, имат волја за сладко. Потреба за чоколадце. Да. Кога ги ставам на вага, не знам šta е, напухала сам се за тоа, затоа што морам да добијам менструацiju. Или се изнервира. Нели? Не, да се измеря не. После има мушкарци што жена nije нашла тоа што е на мини, значи не најдела жена тоа што е на мини, па земала тоа, она е крива. Она е. Децата, јадните деца, затоа што родителите немаат време да скуват, па им дали било шта. Значи, секој има свое. И секој ќе те лаже на некој начин што ти може да кажеш, аба денеска е петок. Прошлиот петок се добил мени. Значи, ја секој петок правам мени. Значи, да имаш ти у субота куповина за цела недела да има све што ти треба. Ама има и понекој што ќе кажеш, например, ќе дојде среда, ама деца су ми појели, што да знам, киви и сад више немам. Можам ли да земам нешто друго? А тоа друго што треба да биде сега? Чоколадо. Например, тоа би било супер, нели? Чоколадо со киви. Значи, така се некои ствари што ти... Ама ја немам време да дискутирам. Знаеш, тој што не ме знае, например, тој што е нов кај мене, у тратман, не ме познава као коуч. Значи, тука ја идам као коуч, нели? Нутриционист е тоа што ти дам да јадеш, а као коуч е тоа, значи, да те научам. Така. И сега, тие што се нови, ја имам групи, нели? WhatsApp групи. Тука се сите натре што се со мене. Така. И секој ќе прашува таа група, нисам нашла ово, е могу оно. И кажа, сега ќе ти каже шефика, она ми вика шефика у групата. Сега ќе ти каже шефика што смееш. И тогаш ја ќе влагам и викам што не нашла, викам, абе ти минути го имаш од прошлата недела, викам што е работава денеска? Добро, но нисам, не интересуе ме, немам време за дискусија. Иди тражи. Тражи, најди и јади тоа што ти пишува на мени. Значи има секој ден 5 оброка. Така. И тие 5 оброка се важни. Сега 5 оброка. Подобро е да се тргне со повеќе оброци, а помалку количина храна? Како ти е распоредено тоа? Зошто 5 оброка? Еве, ние сме навикнати на 3 оброка, например, нели? Ама кажи ми ти сега, зашто 3? Па, не знам, тоа општо прифатено некако. Поедок, ручек и вечера. Видиш. А измеѓу не треба да се јаде. Ужинка. Тоа е тоа. Видиш како знаеш. Видиш. Значи имаме доручак, ужина, ручак, ужина, вечера. 5. Системот мој е системот на бебе. Кога ќе се роди бебе, бебе јаде секој 3 сата. Секој бебе. Моје, твое, од комшија, секој бебе јаде секој 3 сата. Тоа е така од Господ направено. Се што да правиш, така функционира нашето тело. Од малено. Значи 9 пута јаде прво, после 7, после 5. Тоа бебе. И ја имам тој систем. Го држам. Така рекол Господ, 5 пати. 5 пати ќе јадем. Ама јас што ќе ти кажам? Да, наравно. Сега, што има од тие 5 оброка? Сега, јас ќе те прашам, што не треба да има? Што не дозволуваш ти никако да се внесе во тие 5 оброка? Во твоите менија што нема? Што исклучува? Јас, например, као нутриционист, не смем да давам сладко. Никако? Не. Зашто? Затоа што сладко е број 1 за канцер. И ја као нутриционист това не смем да дам. Секој нутриционист нека прави што сака, нели? Али доктор и нутриционист добар, што се научени, знаат дека тоа не сме да се дава, дека тоа што го храни канцерот. Канцерот е као вулкан. И ти ако го храниш, он ќе избие. Тоа е така, нели? Сега, ако ја не го хранам, не го провоцирам, он нема да избие. Абе, сега, не може се да каже 100% дека не, ама јас нечем да го провоцирам. Да дојде до тоа. Да, па за тоа велат, нели, поздрава храна тие луѓе. За тоа ја не давам тие сладкиши, ама сладкиши сакам да кажам сега као чоколади, тие не знам како се вика тие сите што има, нели, тие милкас и тие сите работи. Тоа викам, например, торти, баклави, тулумби, све тоа што носи тој шеќер. Тоа јас не давам. Сега, има други сладки ствари. Што давам? Наравно. Што има благо јаболко. Има све од овоше, значи овоше кај мене се јаде највише. Се некој ќе каже, па каков си ти нутриционист што даваш овоше? Па смееш да даваш, да тоа е од Господ дадено. Све што е од Господ дадено, све давам. Све што е природно, све што... Све.
Znači, nema što ne. Ne сега да кажемо секој ден да биде едно те исто, ама ја менјам да имаш... Давам доста диуретична храна, затоа што мораш наравно да стимнеш килограмите. Зато си дошол кај мене ако сакаш да ги стимнеш, нели? Ја се не може да ти дам секој ден 5 банани да јадеш. Не иде, нели? Ке ти дам тоа што ти треба на тебе, ти да имаш тој ефект, значи да сманиш килограмите. Тогаш имаш исто и тија урми, и смокви, и значи такви ствари се ствари сладки. Имаш конфитура, имаш мармалада домашна. Значи тие ствари се некои ствари што може да се јадат, јас кажувам кога и како. Така. Како Наравно. замена на благо. Мислам, нели? Наместо чоколадо ќе си каснеш мармалад. Не, Не? не. Тоа е тоа е мој начин на мојата исхрана раса. Так. Секако ќе ти го поредерам јас како треба да го јадеш, со што и како, кога, тоа ти пишува на твоите оброци. За Нели? секој поединец има посебно мени. Да. Строга ли е Клаудија Адеми како фитнес тренер и Вика дека нутриционист? да. Така викаат. Вика дека да. Вика дека ја не би рекла дека сум строга, него сум Принципијална. да. У мојата работа да. Сакам да дојдеш ти до тој успех кој ти не си го имал, нели? И го желиш толку. И ја мислам као коуч, јас ти кажувам све тоа што не желиш да чуеш. Тоа ти го кажувам. Ама ти го кажувам ти да За ме добро. сватиш. Нели? Да добро, наравно. Јас не сум особа инач што води со моите клиенти никогаш. Това не сум таква особа. Ако викам не може, е затоа што стварно не може. Кој ке може, ке кажа може. Например, ако ми вика можем да заменам ова со ова и стварно дека не иде, кажам не може за тоа, ама може за ова. Например сега, нели? А они знаат дека него викам тоа заради и да терам со нив. Него они стварно веруваат во мене. Тие што се кај мене, има доста нив што се 2, 3, 4, 5 години со мене. Значи, не може да ги истераш да си Бог, што викаат, нели? Сака да останат, ако што се осеќат со мене и до мене, јаки, сигурни, нели? И мене ми е драго, мене ми е мило што се кај мене, затоа што гледам дека сакаат да останат на исхрана здрава, сакаат да се чуваат, да се пазат. И тоа ми е Така, првично многу здравствено. да, многу ми е мило дека има да постојат такви луѓе уште, знаеш, да не им е све едно. Значи, се не зборам за дебелина само. Нели, него зборам за здравје. Така, здравствено Затоа што првично. денеска кидеш на лекар и болниците, лекарите се пуни. Ама пуни со тие болести што се болести што добиваш кроз исхрана. Исхрана е секирација, наредна ствар. Што се холестерол, диабетис, А може би на честите депресија. причинители, исхрана и нервоза, Да. стрес, брз начин на живот. Клаудија, кои клиенти би можела така да не ги издвоиш, кои што имале спектакуларен, може би, успех постигнато во на разлика на вагата? Имаш ли некои такви или Има многу, да. Има и деца, има и жени, има... Добро се, да кажеме, сега, тие што се... Спомена деца, ќе те прекинам, спомена деца, кажи ми, за децата има посебни програми? Наравно. Има некоја во годините разлика, кои деца можат да дојдат кај тебе? Од 7 години. Од 7 години? Да, зимам од 7 години. Затоа што од 7 години веќе можат и да капират некои ствари да сватат. Така, да бидат Нели, свесни за себе. пред тоа не можеш да... Пред тоа родителите нека ги научат. А од 7 години, првите 7 години се многу важни за децата. Тука родителите можат тоа да пазат. Немој да пустиш, да допустиш да детето дојде у 7 години со 50 кила. Затоа што после треба да најдеш некој лек за тоа дете. Сакам да кажам, некој лек, некој струкник што може да им помогне
со исхрана што им треба стварно. Ја знам дека секој родител го сака своето дете највише на свет, тоа се знае. Ама понекогаш јас викам, немојте толку превише да го сакате, затоа им давате и пици, и буреци, и хамбургери, и Тоа не е чоколади. сакање, тоа е невнимание. Ама тоа е тоа што вика, ама ја го сакам моето дете. Ама јас исто моето. Да. Не само ти. Нели? Ама тоа не значи дека ја моето дете мора да го уништам. Ти го уништаваш твоето дете со тоа све. И твоето дете ќе има проблем. Кога? Секогаш. Од 7 година веќе на таму ќе има детето, затоа што тоа дете кој ќе биде 20 ќе се сети на 7 годишно. На своите 7 години. Нема се сети на 4 кога беше или 3, ама на 7 ќе се сети. И на 8, и на 9, и на 10. И што? Кроз све прошол. И у школо, и со другари, дека му се смеле, дека го... Значи има мобинг, има свашта нешто. И тоа кај пројде детето и у школо, и после у пубертет, И останува. И останува, брате. трајно. И после со 20-25 години има депресија. Па како нема да има кој цел живот, за него е цел живот. И ја тоа го слушам многу често, кој ќе дојдат кај мене, од кога си со виша килограма, на пример, па цел живот. Цел живот, така. Па цел живот сам јас со вишка. Ама тоа нели жалосно. Жалосно дека ти, на пример, 20 години се бориш со нешто што ти неćeš да си не се познават. Не се познават со 30-40 кило мањка, нели? Ја викам, значи сега кој ќе смањи килограмите и кој ќе се види друга особа, не таја особа. Тоа е буквално нов живот за И не се видела никогаш така. Чувство, самодоверба. Наравно, после гарderoба што ти сакаш да носиш, нели? Колку луѓе има, жени, нели? Што викаат, никогаш не сум можела да затворам, да закопчам со патент како се вика? Чизми? Чизма. Да, дефинитивно. Не може да закопча чизма, нешто просто, Да, нели? да. И сега ја викам, сега ќе видиш како ќе можеш. И сега вика, наравно, сега идат у шопинг цел ден и само идат од една буквално радна нов друга. живот. Буквално нов живот. Тоа се Ајде да се некои вратиме на ствари. клиентите, мене тоа ме интересира. Ајде, кажи, слободно. За успехот, за оние клиенти кои што еве ти оставиле можеби најголем впечаток. Еве конкретно овде во Македонија. Колку ти веруваат овде во Македонија луѓето кои што посегнуваат по твоите програми? Па бога ми доста. Да, морам имаш кажам. клиенти овде? Да, имам. Добро се најпозната е Антонија, тоа се знае, нели Гиговска. Аха, пеачката, Она така? сега е најпозната што со мене 23 килограми е мањак, јел? Тоа се знае. Сега моментално, после има тука доста, имаше на пример една докторка од Штип, што со мене беше на тратман исто. Сега моментално е исто, ја се не знам колку е она позната, ама од Монтенегро, супермаркет, газерицата е сега со мене на тратман. Има тука доста нив што се, да кажеме, Так, кои што сте Да. пропуштиле, нели, на твоите програми и на твоето знаење. Клаудија, при самиот крај ќе те прашам, колку ти е предизвик професијата која ја работиш денес? Па овака, јас сум многу сретна што имам клиенти, што ми секој ден е некој нешто ново ќе чуеш од нив, нешто ново ќе сазнаеш од нив, секој успех е за нив, за мене, големо, Така. убаво, и ја го работам за тоа што ја го осекам. Ја мислам дека не би била успешна да не го работам како што го работам. Оваа работа на 100%, нели? Така. Јас сум со нив 24 часа секој ден. Значи јас сум на телефон увек кога ќе ме тражат, увек сум тука. Може би ако сум у авион, ако сум негде на пат, може тогаш сум исклучена од нив, нели? Ама одма кој ќе стигнам тамо кај што треба да стигнам, пак се приклучам. Така, твоите клиенти се дел од твоето секојдневие. Да. Тоа е факт. Но Затоа што ја води концерт моје бебе. Јас сум водела води концерт. така, ти си го создала и навистина
Твојот пат е навистина инспиративен и навистина успешен, ќе ти посакам уште многу успешни приказни понатаму, да продолжиш на позитивно да ги менуваш животите на многу луѓе. Ќе ти посакам повторно да се видиме, без оваа пандемија на COVID-19, да се видиме можеби и во Шпанија секако и таму да направиме едно интервју кај тебе. Ти благодарам што ја прифати веднаш мојата покана. Ти благодарам што беше отворена за соработка и отворена за интервју. Ќе се видиме пак. Клаудија Адеми, фитнес тренер и нутриционист во најновото издание од емисијата од своја страна. Се надевам дека со овие совети и со оваа инспиративна приказна, како и со оваа прекрасна моја денешна гостинка, успеавме да допреме до вас. Се гледаме за 7 дена, а при самиот крај посебен поздрав и посебна благодарност до бутик Мај Мода, кој што се наоѓа овде во центарот на Скопје, и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ви закажувам наредна средба за 7 дена.